Според најавите на првиот човек на Куманово, Зоран Дамјановски, беше истакнато дека жителите на улицата Среќко Пужајка, Перо Чичо и 11 октомври до крајот на месец мај ќе чекорат по реконструирана и асфалтирана улица. Меѓутоа, како што истакна градоначалникот, градежните активности за приклучок во канализационата мрежа го одложиле асфалтирањето, кое ќе следи по оваа активност, дел од ИПА проектот со кој се врши реконструкција на 26 километри канализациона мрежа во општина Куманово. Исто така истакна дека преку социјалните мрежи имало голем број на критики упатени токму за овие улици, каде граѓаните изразиле незадоволство што подолг временски период улиците се отворени со дупки, тоест нема уште санирани површини, и апелираше граѓаните да имаат повеќе трпение, во кој истакна дека добил ветување од изведувачот дека во најскоро време ќе се почне со санација на тие улици. Зошто има така отежната динамика, јас го разбирам и изведувачот, а го разбирам и револтот, односно задоволство на граѓаните. Изведувачот е должен да направи приклучоци. Многу е спор патот до приклучување, да спрек што нема адаптација со висина на шахти и така натаму, така да сите тие интервенции идат малку споро. Значи се прави максимални напред да се согласат ставовите на ЈП Водовод и изведувачот Жикол, и нешто имаме малку убрзена динамика сега во последно време. Проектот мора да биде завршен до крај на 2017 година. Значи, тој проект мора да биде завршен целосно. Некои делови каде немаме такви проблеми одат малку подинамично. Меѓутоа, у централното градско подружје, кој што гледате, имаме отворени проблеми и го разбирам незадоволство на граѓаните. Меѓутоа, апелирам да имат уште малку трпение. Правиме максимални напори да ги обрземе тие приклучици. Што се однесува до реконструкција на постоечка патна инфраструктура и крпење на ударни дупки, градоначалникот истакна дека во наредните 5-6 дена истите ќе се затворат во централното градско подрачје, а потоа ќе се премине кон периферија. Со програмата за тековно одржување, рехабилитација на локална патна мрежа и крпење ударни дупки, рече тој, се предвидени 45 милиони денари со површина од 6000 квадратни метри. Со оглед да има над 180 километри патна инфраструктура, најпрвен ќе се санираат улиците каде што има најголеми оштетувања. Како приоритет се ставени улицата Бошко Буха, дел од патот на кај Гробишта, дел од улицата Моша Пијаде, веќе се работи на улицата Ѓуро Ѓаковиќ, а потоа ќе се премине на санација во населба Карпош, Перо Чичо и во населјето Демендол, кои во текот на месец јули и август би требало да се завршат.